Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Највозлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, веќе душата трепетно го очекува утрешниот ден за кого што се живее цела една литургиска година. Утрешниот ден е централен ден за кој што се друго го има, ако го има, и се што го има заради утрешниот ден, заради утрешната голема победа на животот над смртта, а животот не е нешто, туку е некој. Животот е самиот Христос Бог. За Него срцата наши чукаат, за Него душата наша копне, портите или дверите на срцата наши се отворени. За Него и оној кој што Него го има во срцето свое, има вистински живот во себе си. Оној кој што ги заклучил портите на срцето свое со 7 катанци, тој биолошки вегетира, го има онолку колку што депонираниот дар на животот од Бога даден и вложен во амбарите од битието на личноста може да трае, а неговото траење е траење до гробот. Многу пати нашиот народ сосема погрешно се колни за љубовта, чие траење е до гроба. Тоа е премалку, браќи и сестри, премалку. Не може еден човек да биде задоволен со животот од гинекологија до градските болништа. И токму затоа, при самото спомнување на смртта, во нас се јавува револт, бунт против смрт. Никој не сака да умре. Никој што е здрав. Здравоумен. А оние што од философски причини си го одземаат животот на врвот од безсмисленоста во својот живот, тие одбиваат секаква соработка со животодавецот и спасителот наш Исус Христос. И не затоа што Христос не сака и тие да се спасат, туку не се спасуваат затоа што не му даваат да ги спасат. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска го читавме прекрасното Евангелие во кое што се посведочи вистината дека Христос Бог, откако со телото беше положен во гробот, со душата на денешен ден се симна во Адом, во самиот пекол, за да им се објави, да им се откри на народите што живееја пред него или до него, со копнеш да го позна, но ја немаа таа историска можност да го запозна. Затоа Христос ги искрши дверите на Адом и влезе, се всели во него. Оноа што Достоевски на едно место премудро го забележува. За себе си зборувајќи. Подготвен сум да слезам или да влезам и во пеколот со Христос во срцето. Што значи тоа, браќи и сестри? Оној кој што со Христа Господа влегува во најстрашните тмини од пеколот и пеколните маки, го прави недействен пеколот врз себе си. А со својата божествена природа Христос седна од десната страна на Бога Отец.
И денеска таа вистина ни станува совршено јасна и чиста. Откако воскресна Христос, без да ја распечати гробната плоча, претешка за луѓето да ја поместат, запечатен, за да не се случи, како што рекоа убиците на Христа Господа, апостолите кришум да дојдат, да го откраднат мртвото тело Христово и да речат Христос воскрес. Поставија стража. И гледајте, о чудо, доаѓаат светите жени мироносици, за според старозаветниот обичај, телото на погребениот да го полажат со мирот, а тие се соочуваат со празен гроб. Ангел Господен ја преварти плочата за да ја видат празнината на гробот. А тој што ја преварти е Серафим Господен, огневиден ангел, кој што наликуваше на некој кој што гори со оган Божи, а облечен во бели облека, бели како снег, пишува во Светото Евангелие. И светиот ангел им кажа, кого го барате? Христа од Назарет, тој не е овде, тој воскрес. Зарем го барате живиот меѓу мртви? Одете и кажете им на светите ученици дека ќе се видат со воскреснатиот Христос, онака како што им беше ветил пред тоа во Галилеја. И така би. И така би. Ниту стражата, ниту запечатениот гроб не можеа да го сопрат животот и неговиот триумф над смрт. И тој живот е животот со кој што пулсира животот на Светата Црква Божја. Бидејќи таму е тело, а тој и е глава. Во Светата Црква Божја вечноста и историјата стапиле во симбиоза. Небото и земјата се обвенча во Христа Господа, во оној во чија личност човекот и Бог стапиле во брак. И токму таа сила, таа благодат, таа енергија Божја, енергијата на несмртниот и неуништливиот живот, енергијата што пребива во нас, луѓето, особено во оние кои што повтор се родиле со вода и Дух Свети. Таа сила, таа енергија Христос и видливо ни ја покажува секоја година на овој ден, на Велика сабота, дарувајќи го човештвото со несоздадениот оган Божи, благодатниот оган Божи. И гледајте повторно, о чудо! Никој не може да го сопре животот да ни се даде. Строгите еврејски закони до вчера ја забрануваа посетата на светиот храм, на светото Христово воскресение. И вчера, со одлука на еврејската влада, тргнати се настрана сите санкции, сите забрани.
И ние, православните христијани, можеме да отидеме и да бидеме сведоци на она што ги збунува сите, особено некрстените евреи, кои што не можат да ја одгатнат загадката на благодатниот оган. Нема година да не испраќаат тимови на експерти за да ја пронајдат лагата што христијаните ја смислиле пред 2000 години. Минатата година гробот Христов беше подложен на чистење, на реновирање. Секој можеше да влезе и да види. Дојдите и видите. Тоа самиот Христос ни го кажа. Ништо тајно и скриено не се случува. Но тоа што се случува, ги надминува способностите и можностите на гносеолошките инструменти со кои што располага природата на човекот. Тоа не може со ништо да се регистрира. Не постои таков апарат, браќа и сестри, што може да регистрира нешто што ги надминува неговите моки. Сила, способност. Чудото со благодатниот огин почна во првите векови, откако се освети храмот на Светото Христово Воскресение, ктиторско дело на светата царица Елена. За време на светиот патриарх, како се викаше, не можам да се сетам во моментов. Во тешки времиња се немало масло да се налее во светите кандила од светиот гроб Христов. Постоела опасност да не загори огнјот Божи. А потоа тој добил заповед. Место масло во кандилата да турат вода. И Духот Свет ги запали кандилата, онака како што и годинава ќе ги запали. На истото тоа место и во секоја друга година, во истиот овој ден. Тој сами, утешителот, животодавец, ќе ги запали кандилата од светиот гроб. А потоа светиот патриарх Ерусалимски Теофил прв ќе му пристапи на невештествениот, несоздадениот огин, за да му го предаде на целиот свет. Тој огин, сите ние кои што сме биле во тој ден, во овој ден, во Ерусалим, знаеме дека не пече, не согорува. Браќата и сестрите го примаат со голема љубов. Огромниот храм на Светото Христово Воскресение се претвора во море од огин благодатен. Луѓето се бањаат со тој оган. Ги осветуваат своите усти, своите очи, своите уши, своите носеви, своите раце и своите нозеви. Веќе денеска очекуваме да ни стигне и во нашава татковина, како и во секоја друга претходна година. Да го примиме со радост и безсомнежност. Зашто, внимавајте, кога Христос се виде со учениците своји во Галилеја, како што им беше рекол, некој од нив се посомневаа дека е тоа. А еден од 12 од него избрани го предадоа Христа Господа за 30 сребреници. И тоа е дел
на големиот и страшен дар на слободата на личност. Господ да ни поможи да не спаси од тие опасни, непотребни сомнежи, кои што се плод на нашата гордост, на превисоката мисла за себе си. Господ да ни даде благослов, остатокот од нашиот живот да го поминеме во мир, во смирение, во кроткост, во љубов која што расте и возрастува по мерата од растот на височината Христов. Амин. За многу Божи. Што секогаш со страв и љубов ти служат, без вина и без осуда, да се причестат со светите Твои тајни, да бидат достојни на Твоето небесно царство. Премудрост, та секогаш чувани по Твојата власт, Тебе слава да Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш.